Монархофашистичките буржуаски политички системи, што буржуазиите на соседните земји ги воспоставиле во својот освоен дел од Македонија, имале иста цел – да извршат денационализација и асимилација на македонскиот народ, приминувајќи при тоа слични или различни методи и средства. Великосрпската буржуазија, која имаше хегемонистичка положба во кралството СХС, односно кралството Југославија покасно, успеа по административен пат да го замени името Македонија со терминот Јужна Србија, а македонците да ги претвори во Јужни Србија. Македонците не можеа да се декларират како македонци, ниту можеле слободно да го негуваат својот македонски јазик, а уште помалку да ја негуваат својата македонска национална култура и историја. Сите јавни македонски национални манифестации биле присилно задушувани, а нивните инспиратори и носители постојано прогонувани. И припаѓам на она генерација ученици која се школува во Стара Југославија уште од првото одделение, па заклучно со учителската школа. Како што чувне, наставниот јазик во сите училишта беше српскиот, меѓутоа учениците во своето меѓусебно комуницирање се служија со македонскиот јазик. Само во поголемите интернати, како што беше, например, при учителската школа во Скопје, српскиот јазик беше наметнат како говорен јазик од прости причини што грото ученици беа срби. Нас македонци немаше многу малце, така да, например, во мојата генерација од 80 ученици бевне само 6 македонци, 3 машки и 3 женски. Нашето школување се совпаѓа со најбурните предвојни години, кога германофашистичкиот фашизам беше во голема експанзија. Уште во ученичките клупи учениците се диференцира на прогресивни и на реакционери, како што ги нарекувавме, љотичевци. Уште тогаш нивната борба беше видлива и секогаш на учителските дружини во борба за управата на друштвата, прогресивните ученици ја однесуваа својата победа. Но не смееме да преминеме преку фактот дека учениците во учителската школа има врски и со прогресивни професори. Такви беа, например, семејството, брачната двојка Драга и Милутин Тодоровиќ, кои одржува директна врска со учениците Боро Чушкар, Александар Маровиќ, Александар Аксиќ, а овие пак со најдоверлите своји другари. Исто така големо влијание врз политичката активност на учениците од учителската школа вршеа и прогресивните студенти од Скопскиот филозофски факултет. Со постапувањето на учителска служба, прогресивните ученици, а новите млади учители, веднаш ја продолжува својата политичка активност само сега во подруги услови со народот. Тие се ставија во служба на народот и секојаш беа поврзувани со постарите учители што ги чекаа за врска. Такви беа во Поречка околија, тогашна, сегашна Македонски Брод, постарите учители Димитрија Бајалица, Боголюб Прокиќ, Александар Радуловиќ, Митко Илиев, потоа тука беа Здравко Шестиќ, Боро Пекевски, Киро Джимирски, Јован Петровиќ и други. Својата борба и работа меѓу народот, овие млади учители ја вршеа на разни начини, а пред се преку живиот збор, преку изнесувањето на маките и тагите, преку литературата, дневниот печат, а најмногу изврши влијание појавата на збирката од Кочорацин Бели мугри. Тие песни се обработуваа не само со учениците, туку и со целата младена и целиот народ. Од месеца септемвра 1937 године па до 1941 био сам учител у селу Лажанима срез Поречки.
Kao i svi ostali srpski učitelji, zatim oni koji su dolazili iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Slovenije, iz drugih krajeva Jugoslavije, razume se, dolazili smo ovde i postavljali od jednog režima, nenarodnog režima, i trebali smo da štitimo interese tog režima. Međutim, kada smo došli ovde i kada smo se susreli sa stvarnošću, sa makedonskim narodom, s jedne strane, a s druge strane pod utjecajem komunističke partije, mnogi od nas koji smo došli iz raznih krajeva, mi smo se opredeljivali i stavljali na stranu naroda. Kao takvi bili smo nepoželjni za režim, ali vrlo poželjni i omiljeni kod makedonskog naroda, razume se, mi koji smo pripadali naprednom učiteljskom pokretu i koji smo bili uz njega. Moje selo Lažani nalazi se na tromeđi Porečkog, Kruševskog i Prilepskog sreza. Stanovništvo toga sela bilo je turske nacionalnosti, ali sa izuzetkom od nekoliko porodica, svi su ostali govorili makedonski, a kao što je poznato, nastava nije bila ni na makedonskom, ni na turskom, ni albanskom, nego je za sve nacionalnosti bila na srpskom jeziku. Dece je bilo za 4 učitelja, međutim bila je samo jedna privatna škola sa jednom učionicom i jednim učiteljem, ali učionica je mogla da primi do 40 učenika, međutim nije ih bilo ni 20. Naime, na samom početku ja sam se tu susreo sa problemom nepohađanja dece u školu. Na to su delovale dve sile, dve snage. Jedna od strane Odža, kojih je bilo 5-6 u selu i 2-3 džamije, i razume se, njima nije bilo u interesu da se njihovi vernici prosvete, a isto tako ni onom vladajućem režimu. Jednom prilikom požalio sam se srpskom načelniku, koji je inače bio i doktor prava. On mi je doslovno i otvoreno rekao: gospodine učitelju, vama treba da bude jasno, sve dotle dok su oni neprosvećeni, mi ćemo njima vladati, a onog dana kad se prosvete, mi ćemo ih izgubiti. Kad sam ja video i jednu i drugu silu s kojom se u duši nisam mirio, onda sam došao na ideju da kupim fudbal. To je bila prva kožna lopta, prvi fudbal koji je donet u to selo i u čitavu okolinu. I zamislite te dečje radosti kad šutnu lopnu, kad ona zvekne, kad poleti kroz vazduh, kad skokne i kako ona izaziva decu. Koliko je taj fudbal ume da okupi, dokaz nam je danas da je taj fudbal obuzeo čitavo čovečanstvo. Ja, razume se, više nisam imao problema sa decom. Učionica koja je mogla da primi samo 40, da je bila veća, mogla je da primi daleko više, ali razume se, ni jedne devojčice nije bilo. Fudbal mi je poslužio i za okupljanje omladine. Ja sam se preko fudbala sa omladinom zbližio, upoznali, ne samo da smo igrali fudbal u selu i sa okolnim selom, Žitošem, Ropotovom i tako dalje, nego je to bila i prilika da razgovaram sa omladinom o njihovim životnim problemima. Radio, opet, koji je također bio prvi u selu i u srezu i čitavoj okolini, poslužio mi je za razgovor sa seljacima, sa narodom. Moja vrata od stana narodu su bila otvorena u svako doba, dolazili su tu na međusobno informisanje, razgovor, da ih obavestim, pošto sam primao štampu, da ih obavestim o vestima, o događajima u zemlji i inostranstvu i tako dalje. Također i njihova su vrata meni bila otvorena. Koliko je moj rad bio tada dobar, najbolji je dokaz da su me posle 40 godina, kad sam bio pretprošle godine, tamo posle kajem 40 godina, priredili su mi veličanstven doček, došlo je čitavo selo da me dočeka.
Međutim, nije sam samo ja tako radio. Radio je tako i Dimitrije Bajalica u selu Žitošu sa Albancima, tako je radio i Zdravko Šestić u Drenu, tako su radili i Blagoje Kontarko i Bora Pekevski i mnogi drugi učitelji. И покрај својата хетерогеност по национален состав, учителите македонци, срби, хрвати, словенци, црногорци, тие беа единствени во однос на националното и социјалното прашање на македонскиот народ. Za pozivanje u Srezu mi smo imali svoje udruženje. Mi smo onda bili mladi i nama je udruženje služilo da se kroz njega stručno, pedagoški, didaktički izgrađujemo, zatim da podižemo i proširujemo našu opštu kulturu i onda za ono vreme što je bilo važno da se izgrađujemo u idejnom i političkom tom radu. To je naše udruženje tada u to vreme u Makedoniji bilo jedno od najorganizovanijih i najboljih i mi ne samo da smo se povezivali tu međusobno, nego smo se povezivali i sa udruženjima u Kruševu, u Bitolju, u Prilepu, u Gostivaru i u drugim mestima. Naš je Srez u pogledu i konfiguracije, Porečki Srez u pogledu konfiguracije poznato je, bio je vrlo brdovit, planinski, bez puteva, bez saobraćaja, bez telefona. Međutim, nama ništa nije bilo teško da posetimo druga i da pešačimo po 3, 4, 5 sati, a drugovi iz Zdunja, iz Samokova, iz Volča, iz Rasteša do Broda koji su dolazili, trebalo im je po 2 dana da dođe i toliko se vrati. Međutim, svakog smo mjeseca mi održavali sastanke. Bilo u Brodu, bilo u Mogilcu, bilo u manastiru Svete Bogorodice i tako. I kroz naše smo se udruženje tu izgrađivali. Udruženje je bilo tada u našim rukama, u rukama naprednih učitelja. Međutim, pored toga što smo bili članovi tog udruženja, mi smo bili i članovi kulturno-izdavačke zadruge Vuk Karadžić, koja je okupljala napredne učitelje sa teritorije Srbije, Makedonije i Crne Gore. U stvari, Vuk Karadžić to je bila legalna ekspozitura i legalne komunističke partije. Ona je bila u rukama članova partije i radilo se po direktivima i pod utjecajem partije. И грчките буржуаски кругови исто така спроведувале денационализаторска и асимилаторска политика спреа македонците. Тие ги третирале македонците како грци, бугари или славофони, во зависност од исполнувањето на конкретните цели што сакале да ги реализираат. Тогаш, кога грчката буржуазија правела спогодби со бугарската буржуазија околу иселувањето, односно протерувањето на македонците од Егејска Македонија, споменатата буржуазија ги третирала како бугари, како славофони пак, односно словеногласни грци, или просто како грци, ги третирала тогаш кога требало да ги негира територијалните претензии на Бугарија или Југославија, па и пред некои органи и комисии на Друштвото на народите. Делот на Македонија кој потпадна под грчка власт беше преименуван во Северна Грција или просто Грчки Север. Доколку пак некогаш се спомнувало името Македонија, тогаш пред се мислело на географски поим на чија територија живееле антички македонци, сметајќи ги како составен дел на старите грчки племиња, што научно не е точно. Учев во моето родно село основно училиште во Костурско. Целта на воспитањето и содржината на образовните области во сите видови училишта во Јесилна Македонија меѓудетсветски војни произлегува од политиката на грчката буржуазија за денационализација и асимилација на македонците. Грчките училишта и сите образовни институции покри општество-просветните цели и идеологизацијата на младите поколенија требало да представуваат најважно и основно средство во национално-културното отуѓување на македонскиот народ. Училишта бе едно од најважните средства во напорите на грчката буржуазија за грцизирање на македонскиот народ. Поради тоа, во Јесилна Македонија грчки училишта и предшколски установи беа отворени и во најмалата и најодречената населба. Поголемиот дел на наставничкиот кадар бил доведен од Стара Грција, проверен, потврден и одан на режимот.
Поголемниот дел од учителите бил задолжен да одржува врска со жандармеријата, полицијата и другите органи на власта, разните националистички реакционерни организации, здруженија и друго, и заеднички да работат во денационализацијата на македонците. Со цел училиштата да ја одиграт денационалистката улога, предимство им беше дадено на така наречената национална група предмети – грчки јазик, грчка историја, грчка географија и така натаму. Како што е познато, за време на диктатурата на Метаксас, 36-40 година, не беше забранен само пишањето, туку и говорниот јазик. За целосната градизација на македонците, покрај редовните беа отворени и вечерни училишта за возрастните. Јас како ученик во тоа време си спомнувам како грчките учители ги тера учениците да ги пријавуваат своите родители кога тие зборуваат на свој македонски јазик, си спомнувам на судењата на Рицинос и слично. Но и покрај сето тоа македонците издржаа на натисокот и го сочуваа својот македонски национален бит. Бугарските владеачки кругови ги третирале пак македонците како македонски бугари, и тоа не само оние кои живееле во Пиринска Македонија, туку и во другите делови на Македонија. Тоа всушност била стара идеолошка теза на великобугарската буржуазија. Делот на Македонија што потпаднал под бугарска власт е третиран како една административна територијална целина, како и сите други такви во бугарската држава, Петричка област. Во 1934 година оваа област била поделена на два дела. Еден дел и припаднал на Софиската, а другиот на Пловдивската. Во годините непосредно пред Втората светска војна бев ученичка во основното училиште во Петрич. Во училиштата за спроведување на денационализаторската политика спрема македонците од овој дел на Македонија беа применувани повеќе методи. Преку јазикот, историјата, географијата и низа други форми на влијанија се спроведуваше основната цел на бугарската политика – подигане чувството на патриотизмот кај децата уште во најранната возраст. Застапени беа 3 степени на образование – основно, прогимназија и гимназија. Наставата се држише исклучиво на бугарски јазик. Учителите беа бугари, докажани националисти и доследни великобугарски пропагатори. Како дополнителни средства за образование беа користени и кружоците по литература и историја, на кои се водеа долги полемики за утврдување на бугарштината и во овој дел на бугарското царство, објаснувајќи ги при тоа во детали настаните и ликовите заслужни за создавањето на бугарската држава, истакнувајќи ја незината доминантна улога на Балканот, а особено спрема соседите Грци и Срби, подбудувајќи го кај децата чувство на омраза спрема нив, што се вршише смислено и систематски. Најголем празник беше 24 мај, денот на Кирил и Методиј, како што ги нарекуваат тие на бугарските просветители, создавачи на бугарскиот јазик. На тој ден беше создавана атмосфера на голема свечаност, со митинзи, паради, песни и игри, во кои беше вклучувано и населението. Македонските револуционери Гоце Делчев, Јане Сандански и другите во училиштата ни беа представувани као бугари. Македонските преродбеници исто така беа прекажувани во таа светлост. Сите ние децата бевме бугарски синови и ќерки, терејќи не постојано да ги рецитираме песните од типот "Аз сам българче" и други. Меѓутоа, напорите на бугарската денационализаторска политика се разбиваше секојдневно, веднаш по излегувањето од училниците, од училишната врата, на улицата и дома, кога автоматски почнувавме да зборуваме на нашиот петричкиот дијалект, помешан со другите македонски дијалекти. Покрај редовната настава во училиштата постоја хорови и играорни групи. Во хоровите се пееа само
бугарски борбени песни, како Велик е нашиот војник, Българио, Мила Родино и други. Мила Родино се пееше масовно. Таа песна денес е химна на социјалистичка Бугарија. Во игрорните групи по училиштата исклучиво беа застапувани бугарскиот фолклор, песни, ора, игри, носии. Нито еднаш не беше изиграна петричка игра или испеана песна од овој крај. Нив ги слушавме и гледавме во оригинал само на празници, по панагюрите, до кој притисакот за побугарување никогаш не можеа да стигнат. Беа користени и многу настани и личности, организирајќи грандиозни прослави што ги припремаа долго пред нивното одржување. Во годините непосредно пред Втората светска војна, отпорот на македонскиот народ доби во најширока смисла на зборот општонароден карактер. Тогаш поголемиот број учители македонци, збретимени со напредни учители срби, црногорци, хрвати и словенци, кои учителствувале во Македонија, а биле членови или симпатизери на Комунистичката партија на Југославија, подпомогнати од учителската задруга Вук Караджич и третата група учители на Југословенското учителско здружение, ги превземале управите на повеќе околиски учителски друштва, а преку нив развиле политичка акција на линија на Комунистичката партија на Југославија. Имено, на место само третирањето на чисти сталешки прашања, на состаноците на управите се дискутирало и за разни општествени прашања, вклучувајќи ја тука и улогата на еден народен учител во Македонија на линија на разобличување на општите буржуаски и денационализаторски цели на политиката на владеачките режими во Македонија. Тоа особено дојде до израз во 1941 година, кога започна вооруженото востание на народите и народностите на Југославија.